7 милиони евра дополнително ќе се најдат во ставката трошоци за финализирање на првата фаза од изградбата на новата клиничка болница во Штип, информира државниот секретар за здравство доктор Владимир Милошев. Компанијата Интеркат, која што е изведувач на клиничката болница од Штип, бараше промена на проектот во делот на машинството и електриката, односно надградување на проектот кој што е од 2015 година. Министерството за здравство влезе во процес на проектирање и ревизија на проектот. Целиот процес е завршен и веќе е подготвена информацијата до владата на Република Северна Македонија, која што треба да помине на влада и да влеземе во продолжување на реализацијата на клиничката болница. Некаде околу 7 милиони евра изнесува дополнителните средства во делот на машинство и електрика. На првата владина седница се очекува вака стокмениот проект да добие зелено светло. Остануваат 2 недели период за изготовка на нов динамичен план од изведувачот. Согласно првичните информации, во првата половина од февруари се очекува интензивирање на работите на објектот. Ако се реализира согласно новиот динамичен план за градба, утврден е и периодот за завршување на првата фаза од градбата на новата клиничка болница. Нашата интенција е некаде на почетокот на 2021 година да заврши првата фаза. Капиталниот проект тежи 56 милиони евра, од кои 30 се само за градежниот дел. Со корисна површина од 36.000 метри квадратни, новата болница ќе има 8 нивоа со 300 болнички кревети, со вграден систем на така наречена пневматска пошта, како врска помеѓу лабораторијата, диагностиката и оперативниот дел. Градбата започна во март 2016 година. Поради познатите случувања со Штипски бетон, што сега е во стечај, кој изведувачот грчката компанија Интеркат пред известно време ги стопира градежните работи.